На располагање ставени сите човечки и материјални ресурси за санирање на штетите од поплавите во Охридскиот регион. Во населбата Далјан екипи до доцна во ноќта биле ангажирани за пренасочување на водата кон езерото, како и за испомпување од подрумите, дворовите и деловните простори, а се интервенирало и Орман, Железничка, Горнола, Кочере и на сите оние места каде имало поплави. Градоначалникот Пецаков најави обештетување на погодените од поплавите. Најбитно е да осредиме проблемот со поплавата. Понатаму тие ќе имаат можност во соработка со општина да бидат обештетени нормално за одредени работи кои што се случиле со поплавите врз основа на она што ќе биде заприметено на терен. Охриѓани велат дека не паметат вакви поплави во домовите. Па сноши до касно време бевме тука до 12 до 24:00 да кажам. Ужасно. Значи, Охрид не се памти во моите години вакво невреме. Старава се излезе сама, довдека вака негде до пола беше. Стариот ние со луѓе дојде уште 2-3 го кренавме, заш болени од скероза. Едва и онаквивме и ставивме. Па ќе видиме сега ако успееме да исчистиме нешто, ако не ќе мораме негде или кај мизо негде да онаквет неколку дена дури да се расчисти тоа, иначе нема ова живот ваков не. Во Кичево пак водостојот на реките се намалува, но на одредени локации состојбата се уште е критична. Огромни штети има претрпени објектот каде се одигруваат фудбалски надпревари, велат од раководството на фудбалскиот клуб Влазрими. Лоша беше, ти кажа. Едва и влегом натре. Воз, па и землам. Машини, све още натре се, сега ќе видите. Во околу 120 лица од улицата Прилепска и натаму се евакуирани и сместени во спортската сала Христо Озунов. Во текот на утрешниот ден ќе се изврши увид на оштетените објекти. Нина Ритоновска, Сител телевизија.